Скандалот со струшките негувателки кои по 18 години работеле со договор на дело за мизерна плата од 10.000 денари не стивнува. По извршениот вонреден инспекциски надзор во градинката 8 март, Државниот трудов инспекторат открил дека спротивно на Законот за работни односи биле подпишувани договорите на дело кои ги исклучувале не само негувателките, туку и други ангажирани лица, како хигиеничарки, садомијачки и воспитувачки. При надзорот се презентирани договори на дело склучени со 21 лице, на работно место негователи, воспитувачи, садомијачи и хигиеничарка. Договорите се склучени во 2023 година, согласно одредбите на Законот за облигационо право. Во јануари 2024 овие лица не вршеле работа кај работодавачот. Во 2024 не се склучени договори на дело. Законот за работни односи во член 252 пропишува дека може да се склучат договори на дело, но кои се надвор од дејноста на работодавачот, а со кои се врши самостојно извршување на физичка или интелектуална работа. Подпишаните договори на дело се спротивни на член 252 од Законот за работни односи. Раководството на градинката доби опомена од трудовиот инспекторат да престане работно да ангажира лица спротивно на законот и во наредниот период да спроведува постапки со кои лицата ќе се вработуваат согласно законот за вработени во јавниот сектор. Во меѓувреме и покрај тоа што негователките не ги добија толку очекуваните решенија за работа, го прекинаа бојкотот и се вратија во градинките. Дека нити локалната, нити централната власт со години немале намера да им го решат екзистенцијалниот проблем, говорат информациите од Министерството за труд и социјала. Изминатата година раководството на градинката барало вработување на само 5 негователки, а нив ги има 21 на број. Во текот на 2023 година, од градинката 8 март Струга доставиле барање за обезбедување на финансиски средства за вработување на една виша медицинска сестра, 5 негователи, 1 воспитувач, како и за унапредување на едно лице на работно место воспитувач. На 26 април 2023 година, Министерството за труд и социјална политика се обратило со барање до Министерството за финансии, но таму е добиен одговор дека не може позитивно да одговори на барањето без изнесување на причините за таквото образложение. Со залагање на техничкиот министер Ѓоко Велковски за почеток со обезбедени средства за неколку вработувања, до тогаш неизвестно е за колку пари ќе работат негователките. Платата која што ќе ја добивале, како и условите за работа, ќе биле согласно финансиските можности на градинката, стои во соопштението кој го испрати директорката Сања Србовска. Таа не одговори на прашањето дали е точно дека на негователките им е ветена плата од 9 до 15.000 денари.